Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, во време кога како граѓани на Република Македонија се соочуваме со невидена економско-социјална криза, кога задолжувањето е се поголемо, кога животниот стандард секојдневно ни опаѓа, а евроатлантските аспирации се блокирани, оваа влада на Груевски продолжува со водење на погубна политика, трудејќи се да создаде лажна реалност, занемарувајќи ги вистинските проблеми. А вистинските проблеми се тука, кај земјоделците, кај оние кои со страф ја дочекаа новата сезона, заборавени од оваа влада, безпомошни, се повеќе загрижени и уплашени за својата екзистенција. Почитувани, власта подолг период одбива да дебатира со пратениците од СДСМ, кои во неколку наврати понудија мерки и соодветни решенија за вистинските проблеми што ги мачат земјоделците. За зголемувањето на цените на минералните ѓубрева и семенскиот материјал, за скапите репроматеријали и горива, за нерешениот пласма. И не наидоа на слух. Одбиен им беше секој предлог, било каква идеја. Вистинските земјоделци останаа изманипулирани и излажани по кој знае кој пат. По последните случувања во Куклиш, по изразувањето на големото незадоволство на земјоделските производители од Струмичкиот регион, почитуваниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство вети цена на зелката која за жал траеше само неколку дена, да после се преполови, а откупот се одвива селективно, под услови на секојдневни манипулации и закани. Денес, почитувани, цената на зелката е 8 денари. Вредат ли целиот вложен труд, парите и маката на земјоделецот за цена од 8 денари килограм зелка? Превзема ли воопшто владата нешто за ги заштити земјоделците? Господа од власта, доаѓаат и други реколти. Зафатете се со обезбедување пласман и решете ги проблемите на земјоделците. Спомениците, скапите барокни фасади и жалните врби не носат пари. Доста беа и чекори напред, и назад, и надградби, и доградби. Овие граѓани не можат повеќе да го издржат мегаломанството на вашата божемна природа. Благодарам.